сите оние активности кои што ги презема агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се на некој начин мост помеѓу нас и сите оние потенцијални туристи кои што треба да ги донесеме овде. На таа тема ќе зборуваме и јас и Александар со нашиот гостин, директор на Агенцијата за туризам, господин Лупчо Јаневски. Добро утро. Добро утро. Добре дојде во нашето студио. Јас Сабајле искрено се изненадив кога прочитав во вечерна информација повезана со туризмот и морам со тебе да ја споделам. Вели дека намален бројот на туристи на ќевања во јануари годинава. Точно. Зошто така? Сега говориме дека не можеме ние во континуитет да растеме. Значи тој циклус и сегменти во туризмот и дуи се вообичаени. Овде говориме за неколку процентно. Ја помислев дека јануари, па можеби затоа не сме толку атрактивни. Можеби тоа е рефлексија на постновогодишниот елемент и сепак може да кажам дека јануари месец како јануари не можеме да биде репер за годината, туку треба да ги гледаме како квартер. Ова е можеби рефлексија на еден туроператор, намалена линија, може да се случи откажување, да кажеме, на чартер лет или едноставно елементи во кои што одлучуваат туроператорите или одредени туристички работници во Македонија да одморат во месец јануари. Ако велиме дека месецот јануари ни е репер за се она што се случило наназад, тогаш треба кварталот да ни каже каква година има. Јаневски може да биде резултат на тоа што во континуитет расте бројот на и тоа расте побајаги бројот на странски туристи. Па понекогаш дестинацијата треба да се одмори. Токму тоа можеби треба да се случи на Македонија 1 до 2 месеци. Не сум сигурен дека ова ќе продолжи, бидејќи нормално и природно е после континуиран раст во текот на целата мината година и тоа први во Европа со 22,1% во број на ноќевања според Евростат, втора е Србија или две балкански земји, би кажал дека треба да бидеме задоволни од минатата година. Оваа година не треба јануари месец да не биде хендикеп, репер, туку треба да ни биде мотивација во одредени елементи да видиме што и како е. Сепак мислам дека и една паралела да направиме, минатата година 386.000 бугарски туристи ја посетиле Република Северна Македонија, додека се изброени кај нас околу 90.000. Добро, 22% Јована, тоа е стварно голем процент. Ја не знам да во некој друг сегмент имаме така добри резултати и веројатно првото прашање на секој обичен гледач е како тоа успеваме да растеме од година во година и да привлекуваме толку многу туристи пред странци кога немаме ниту море, ниту океан, ниту имаме некој зимски, не знам, може каков туризам. Да, но имаме инсерти, гледаме тоа што имаме. Токму она што работиме, одржливиот туризам. Ако велиме дека не можеме да се пофалиме со море, можеме да се пофалиме со други елементи во туризмот кои што можеби во овој момент се многу попопуларни. Голем број на земји од Медитеранот во првите веќе 2 месеца од оваа година не се задоволни со продажбата токму на дестинациите кои што нудат море, плажа, 7-дневен фиксен аранжман, all inclusive или се останат. Луѓето се повеќе и повеќе нивната практика е на патување. 4 до 5 пати во текот на годината сакаат да патуваат со кратки одмори, 4 до 5 дена. На тој начин создаваат нови пријателства, истражуваат нови дестинации, но исто така и ја вкусуваат дестинацијата во вистинска смисла на зборот. Ќе се прави промоција и многу подалеку, односно овие, например, туристите од Азија тешко дека ќе можат да бидат само на 4-5 дена тука, иако не се знае они како ги врзуваат тие патувања. Ќе зборуваме за тоа. Ајде сега за овие интернационални сајами кои што се актуелни, нели? Оваа година се организирани туристички представувања и промоција на потенцијалите на сајами во Холандија, Србија, Бугарија, Турција, Белгија. Што се случува таму? Како се презентираме? Ние од агенцијата сме, благодарам Јована на прашањето, ние сме многу задоволни, бидејќи туристичкиот сектор ги препозна капацитетите на агенцијата, ја препозна новиот ветер и новиот дух што го имаат секако сите чинители и тимот на агенцијата и со поголем или рекорден број на кои екзибитори сме представени заедно на сајмите за туризам. Тоа можеме да се пофалиме дека е тука сајмите во Холандија, сајмите во Истанбул, потоа сајмот за туризам во Бугарија, Србија и исто така и во Берлин, во Германија или повеќе значајни дестинации од кои што имаме голем број или генерираме голем број на туристи. 2018 година обележивме во прв пат во историјата на агенцијата бевме земја партнер. Тоа многу значаен сајм во Измир во Турција, знаејќи историскиот сегмент
и дека голем број на македонски туристи живеат во тој предел и од балканските простори или бројката се движи од 4 до 5 милиони. Веќе во 2019 година сме во напори и чинам дека ќе се успее со туроператориот токму од Измирскиот дел да имаме чартер лет директно за Скопје и да имаме поголем број на турски туристи кои што ќе имаат повеќе дневен престој во Македонија или повеќе дневен аранжман во Македонија, бидејќи и покрај тоа што ни се најбројни турските туристи во Македонија отприлика околу 130-135 илјади, нивното задржување е 1,6 дена. Или пропатуваат, Што е многу малку. што е многу малку и сега ние тој квантитет на луѓе треба да го задржиме, но треба да понудиме уште еден или две ноќевања токму кај нас и тоа е и можеби следната мисија на агенцијата да се продаваат што повеќе аранжмани, а понекогаш дестинациите да се вкрупнуваат со кружни патувања, но од далечните дестинации. Добро, море немаме, но имаме храна, она што е можеби туристички број еден, да. Ова е едно издание Вкусовите на Македонија кое што ми го донесовте и кое што е преубаво, сега ќе го дадеме малце и во гро план. Преубави илустрации, просто човек ај од природата, ама и од храната има по региони поделено на вистина, видите овде. Ова се однесува предоставам на Република Македонија, на целиот регион, Вкусовите на се работи регионално, затоа што поради името на книгата. Туризмот не познава граници. Туризмот нема граници статистички, нема државни, туку има граници на дестинации. И токму тој се разликува диаметрално од некои други случувања. Затоа туризмот не се третира во сегментот на граници, туку на слободно патување на луѓето. И затоа феноменот туризам се повеќе и повеќе ги поврзува дестинациите, се труди да е што пократко патувањето од една до друга дестинација, што посладко и што убаво. Тенденциите или новите форми на туризам или алтернативните форми на туризам токму тоа го бараат. Луѓето сами да патуваат, слободно да патуваат или да имаат аранжмани и работилници на местата каде што ќе престојуваат. Токму на овој начин, ние за прв пат ја подигнавме гастрономијата во туристичкиот аспект и имаме 80 наши, домашни, регионални специјалитети кои што се надевам дека ова ќе биде една позитивна провокација и да угостителите да ги стават во нивните менија, да не ги заборавиме, да направиме работилници и се повеќе и повеќе туристи да ги пречекаме во нашите домови, во нашите атари, во нашите дворови, да пробаат од нашата прекрасна храна и заедно да ја подготват. Секако тоа да биде аранжирано, направено како што треба и за тоа да си платат. Токму затоа велиме дека руралните делови од нашата земја се многу значени кога е туризмот во прашање. Така. И сега спомнавме за саемот, ќе зборуваме за некои други промоции кои што ги прави агенцијата, а на крајот ќе ни кажете дали без се ова може воопшто да се очекуваат резултати, но гледам дека следниот месец ќе имате некаква медиумска кампања на земјите во регионот, дигитална. Какви се очекувањата? Кој треба да го види тоа за да дојде? Дали публиката, дали новинарите, кој? Ние во 2018 година храбро изјавивме дека очекуваме во Македонија некаде, мислам, беше од прилика во март месец и после имав едно гостување кај вас, тука во Тринската, зборувавме на таа тема и велевме дека во 2018 година ќе се потрудиме сите заедно со туристичкиот сектор да донесеме 1,2 милиони туристи во Македонија, да имаме 3,2 милиони ноќевања, а исто така да очекуваме девизен прилив во стапката туризмот од прилика околу 380 милиони долари директно. Се со милиони. Да. И успеавме во неколку елементи. 381,5 милиони долари се во 2018 година или 16,7% плюс од туризмот во македонската економија и сериозен импакт во бруто домашниот производ на нашата земја. Велиме дека туризмот покажува дека може уште повеќе, но треба да имаме интегриран пристап, токму тоа. Одлучивме дека според нашите анализи, стратегии, предвидување, но и очекувања за 2019 година, токму Адриатик регијата е фокусот на агенцијата и на незината промоција, но и некои дестинации кои што даде одлични резултати. Велиме дека Хрватска е земја која што во минатата година сме имале пораст од 55% од туристи. Полска е исто така земја која што сме имале 50% туристи. И токму затоа и Македонија, односно нашата држава е земја партнер на саемот Place to Go во Хрватска, кој што ќе биде токму од 15 до 18, каде што ќе имаме еден интегриран пристап, блогери, влогери, презентации, трибини, панели,
токму кои се туристичките потенцијали наши и кој е она што можат дестинациите да ги поврзат. Еве веќе можам скромно да кажам и дека авиопревозникот од Хрватска веќе му се полни авионите. Веќе имаме букинзи за месец мај, јуни, јули. Веќе голем број на хотелири остварија контакти и се надевам дека токму оваа саемска манифестација ќе даде печат на 2019 година. Кога се останатите елементи и нашата промоција, ја промовираме Република Северна Македонија во 13 дестинации, но тоа не значи дека од останати дестинации не црпиме информации, не повикуваме медиуми или туроператори кои што треба да дојдат кај нас. Токму саемските манифестации се многу значени кога добро ќе се подготват. Ние се потрудивме заедно со туристичкиот сектор да имаме подобро презентирање, многу по-модерен пристап, унифицирани саемски представувања и исто така многу значено е што сите тие саемски представувања дојдовме, би кажал, со трофеи, односно еве во саемот во Измир веќе имаме во средината на април месец 25 туроператори кои што ќе дојдат овде да ги видат капацитетите B2B средби со нашиот туристички сектор, потоа ќе имаме туроператори во јуни од Србија, од Јута, па потоа ќе имаме од Хрватска околу 30, од Америка, ќе имаме мастер шефови во септември кои што ќе готват заедно со нашите околу некои традиционални храни и рецепти и многу повеќе информативни патувања со кои што вистински ќе покажеме душата на нашата земја. Добре, не можеме да не ве прашам сега, може би малце вон контекст на концептот на разговорот, но колку гледам во вашиот одговор еднаш употребивте Република Македонија, еднаш Република Северна Македонија. Колку сега овие наши главни адути за туризмот, македонско вино, македонска храна, колку се ова промена ви прави, да речам, политичка промена, ви прави реален проблем во представувањето надвор од саемите, затоа што видов дека на некој саем во Берлин, тоа Macedonian Times, што беше како некое мото и лого на туристичката промоција, беше заменето со Република Северна Македонија. Ние во 2019 година предвидуваме да создадеме ново лого. Туристичко лого, бидејќи досега ние сме немале туристичко лого. Говориме дека сите тие лога што ги имаме сме се одредени наменски кампањи. Туристичкото лого значи на секаде. Ако имаме I feel Словенија и ако имаме I need Spain, зошто ние да го немаме тоа за нас? Кога велам јас го употребувам терминот Македонија, го употребувам на сегментот на целата нејзина територија како регион, бидејќи како што кажав туризмот, како туризам не познава граници. Токму туристичките работници се разликуваат од но политичарите познаваат, затоа вам да ви прави проблем во овој сегмент. Во овој момент мислам дека многу работи многу брзо ќе бидат народно кажано испеглани. Секако дека според мене некои работи што ние мислиме дека се хендикеп, мислам дека ќе бидат предност. Затоа што во туризмот се повеќе и повеќе дестинации се спојуваат. Тоа треба да биде. Па еве овој да рековте земја партнер, па не знам кои екзибитори, па гледам некакви соработки тука на вистина кои што И токму тоа е тенденцијата. Ние за третите земји, Балканот и Адриатик регијата представува едноставно само една туристичка дестинација. Тие луѓе не познаваат граници. Културата, културното наследство, некои други елементи во туризмот не познаваат граници. Затоа имаме европски рути, затоа имаме светски рути во кои што нашата земја се повеќе и повеќе треба да стане вистинска крстосница. Значи нема потреба да не прескокнуваат и да одат надоле. Не, ние сме дел од еден голем регион, ние сме дел од Европа и тоа треба да го докажеме. Сега вака, Липчо, во меѓувреме гледаме фантастични инсерти од сите оние убавини кои што можеме да ги понудиме и кои што се атрактивни пред се и за домашниот турист, Рајчица во неба. види вака. А камоли за странците кои што го немаат ова во изобилие како што го имаме ние. И се ете убави се и овие ваши активности, но што е она што е слабата страна, што ги одбиваат туроператорите кога ќе дојдат овде, еве вие ќе ги донесете како агенција, нели, заеднички со тие настапи. И кога ќе дојдат овде, каде се слабите страни на туризмот? Мораме многу на себе да работиме, Јоана. Значи мораме да работиме да си изчистиме дестинацијата. Нели, ние имаме гостопримство, но не секогаш тоа може да покрие некој работа. Да, ние сме фини, убави, гостопримли, луѓе со душа. Да. Но кога понекогаш патуваме, еве, например по патниот правец Е75. Ја не можам да останам равнодушен и да кажам дека нас не е чисто. Не ние. Да. И ние не треба да валкаме, но и сепак треба и да изчистиме. Да. Треба да уредиме, бидејќи Е75
е патен правец во кој што патуваат во текот на годината 4 до 6 милиони туристи. Пропатуваат низ нашата држава. Во еден правец. Ајде нека бидат во двата правци 10 милиони. Тие луѓе гледаат сликата. Тие им останува трајниот впечаток на дестинацијата само по неколку чекори. По насмеаното лице на човекот кој што ќе му го земе, ќе му ја земе патната исправа, по тој што ќе го покани, ќе му се насмевне, по тој што ќе му даде белешка за патарина и тоа што ќе го види во текот на неговото патување. Ние треба да се потрудиме патувањето да биде задоволство. Токму задоволството треба да го успори нивното патување. Да стават уште неколку фотографии на Инстаграм, да споделат на социјалните медиуми, да скршнат во некој градче и да каснат и да пивнат, што велиме ние, од познатите наши специјалитети, да одморат на Дуранското езеро, да го посетат Стоби, да посетат некој град, да позборат со луѓето и покрај тие што не им го знаат нивниот јазик. Е токму тоа треба да го понудиме. Треба да работиме малце повеќе на себе од туристички аспект. Велиме да, имаме прекрасни музеи, имаме прекрасни цркви, имаме прекрасни манастири, имаме раритетни џамии, како Шарената џамија. Но таму кога ќе отидеме треба да не пречека човек кој што токму од туристички аспект треба да им ги објасни работите. Затоа треба да работиме на подобро информирање, на повеќе обуки, на зајакнување на туристичкиот сектор, а исто така треба да бидеме малце повеќе дисциплинирани кога е законската легислатива прашање. Ова ми остави впечаток со ЕС 25, никако да го исчистиме. Еве баш пред некој ден проаѓав, тоа е навистина хаотично, како ќе предполагам дека и дел од туристите кога ќе видат таа слика и тие се однесуваат така. Ако им дадеш брошура на граница, замисли во која што ќе гледаат се прекрасно и потоа ќе поминат. Низ тоа имаме проблем. Каква е соработката на Агенцијата за туризам на Република Македонија со останатите институции од кои што агенцијата зависи? Да речеме ова што го зборувате директно зависи од јавно предпријатие Македонија Пат или од Министерството транспорт и врски. Како успевате да им објасните? Да, во принцип сите треба да се залагаме, кои имаме вакви бројки одлични 20 нешто процент пораст, веројатно треба сите да бидеме агенција за туризам на Република Македонија. Каква е соработката? И ние сме сите агенција за туризам, и вие, и јас, и државните институции. Соработката е добра. Но и колку да биде соработката, сепак многу работи зависат од нас, нели? Ние застануваме на тие паркинг одмаралишта. Наше е ѓубрето. Ние мораме да кажеме дека нема човек кој што толку ќе го исчисти ако ние толку можеме да исправljаме. Треба да бидеме доволно самокритички и неравнодушни. Тоа би го кажал, па еве, ако имаме неколку отпадоци, па никогаш можеме да се наведнеме, да собереме, да ги ставиме во кесички и да ги фрлиме во корпа. Ако ние поминуваме, едноставно ние тоа равнодушно, мислам дека таму и ќе останеме, во равнодушност. Да, ама доволно е да си ги собереме своите за почеток. Така е. Да, прво своите. Во однос на што Јована го спомена маните или недостатоците, ја спомнавме само хигиената, но инфраструктурата исто така е еден од поголемите проблеми. Да, но не мора секогаш да биде хендикеп. Може биде предност да е лош патот. Да ви кажам, во некои работи и да. Ако патот е солиден, ако патот има како атракции што да понуди, и ако е добро означен, и ако на паркинг одмаралиштата имате некои одредени дегустации на локални производи, сигурно патувањето од 2,5 до 3 часа ќе ви биде многу поинтересно со содржини, отколку само една точка каде што ќе застанете на еден врв, ќе каснете одредена храна и ќе си заминете, да кажеме, за Охрид. Ако имаме неколку одмаралишта, ако можеме да купиме добар мед, ако можеме да пробаме добро вино, ако можеме да пробаме локални специјалитети, ако се тоа биде добро спакувано, ако се тоа покрај сите останати сувенири кои што ќе ги однесат од тој дел, од тој локалитет, од таа општина или било што, пошто е брендирана како туристичка дестинација, тогаш сите ќе застанеме и мислам дури дека домашните туристи ќе ни бидат многу порелаксирани, а не нервозни. А кога велиме за инфраструктурата, тоа го решаваме во овој момент, но тоа не може да биде трајно решение со чартер летови. Чартер летовите, да кажеме од Полска се од Катовице до Охрид, исто така за 2020 година ме предвидено некои други, дури и редовни линии, кои што се надевам дека ќе бидат остварени, најавени како Истанбул, Охрид, најавени како Анкара Скопје, најавени можеби понатаму со дупли летови и Загреб Скопје. Се надевам дека ќе имаат одредени интереси и во преговори сме и со други авиокомпании кои што барем балканскиот дел ќе го поврзат многу повеќе со редовни линии. Тоа ќе ни овозможи во овој момент обрзо патување, бидејќи со редовна линија без разлика каков е патот. Од Скопје до Белград се патува 8,5 часа. Од Скопје до Софија се патува околу 6 часа. А толку близко? А толку близко, 430 километри добар пат.
Така е. Претпоставам, макар сакаш. Да, ги споменавме само наку со домашните туристи, не знам со какав процент учествуваат во туризмот во Македонија, меѓутоа сведоци сме, сите познаваме луѓе кои што претежно се воодушевени да одат на зимување во Банско, да одат на лето во Грција и така натаму. Што правиме, како да ги задоволиме богатите? Ја мислам дека туристи сме позахтевни од странските туристи. Значи секојаш велат, ајде Охрид, скапо ми е, ладна е водата, што да барам Маврово, нема локали, Крушево запоставено, Берово никакво, ќе одам Банско или ќе одам Грција. Тоа е само изговор. Можеби да. Ценскиот цена перформанси, да, тоа сакам. Цена перформанси, ве сега ќе објаснам нешто. Кога велиме Крушево, Крушево минатата година имаше рекордна сезона. Имаше отприлика од околу 20 до 25.000 повеќе ноќевања за разлика од претходната година. Тоа за мала дестинација, која што ја рекламираме како дестинација за 4 сезони многу значи. Тоа значи за локалното население, за локалниот економски развој. Замислите вие да имате 25.000 повеќе ноќевања. Тоа се само туристичка такса, тоа е 25.000 еве, стари марки по 32 денара остануваат во општината. Ако тоа го реинвестираме, ако тоа после тоа ја зајакнуваме дестинацијата, верувајте ќе бидеме одлични. Ако сите ја платиме туристичката такса, ќе видиме вистински колку туристи има во Македонија. Но велиме дека еден друг различен сегмент. Велиме дека што е она што ни недостасува, што она ни е предност. Јас секогаш гледам дека недостатокот не го ставам како хендикеп, туку го ставам како предност. Ако ние во овој момент немаме добра инфраструктура и не можеме да бидеме конкурентни со едно Банско, со еден Боровец или Копаоник или Златибор, тогаш можеме да бидеме конкурентни во екстремните форми на туризам, или велиме дека да, имаме луѓе кои што се слободни скијачи, па плаќаат дневно од 200 до 250 евра да скијат на би кажал див или нескиен снег. Да. Затоа Шапка е идеална, затоа Маврово е идеално. И можеби не ни треба квантитет на гости во овој момент, но можеме да покажеме дека други форми и други перформанси во туризмот секако дека можат да се развиваат. Шапка ние можеме и без снег да развиваме како туристичка дестинација. Но за тоа ни се потребни долгорочни стратегии. Токму тоа што ни треба. Стратегија не е многу дебела во неколку тома, но стратегија од 50 до 60 страни со мастер планови. Што треба да направиме? Туризмот како област влијае во 20 економски гранки, нешто и повеќе. Сите тие треба интегрирано да работат за туризмот, бидејќи од прилика кај нас ние 3% од БДП, во светски рамки е 10%, некои земји одат до 20-25%, што за мене е хендикеп, бидејќи ако имаат лоша сезона тогаш и економијата е многу меѓузависна, но ние имаме уште многу да растеме во туризмот. Ќе растеме ли? Па јас сум секогаш оптимиста и тоа што го работиме, ние токму го работиме на тоа. Но може и не дадовме одговор зашто не е толку атрактивна наша дестинација за домашните туристи. За домашните? Да. Верувајте дека секогаш ние сакаме да откриваме нови дестинации. И ние сме атрактивни за домашните туристи. Само домашните туристи нас не се. Колку е процентот на учество? Нас не се, сега ќе ви кажам, нас не се домашни и понекогаш и не ги пријавуваме. Да. И токму затоа статистиката понекогаш не може да биде прецизна. Околу 45% од туристите, од тие 1.200.000, не се домашни туристи. Но претежно се во хотелското сместување. Приватното Значи, ако претпоставиме дека има и многу непријавени, тогаш ќе испаѓа дека и поголем број на домашните. Па, искрено кажано дека ние имаме малце поголем. Ако ја направив таа спореда со сателитската сметка на Република Бугарија, според Светската туристичка организација, дека 386.000 бугарски туристи ја посетиле Македонија со едно ноќевање, а ние имаме избројано околу 95.000, ми дава доволна провокација да кажам дека да, нешто тука не е вред. Значајно поголема бројка. Значајна е бројката, но јас би се задржал за ова и мислам дека и ова е доволно, но следавам дека низ годините ќе бидеме подисциплинирани и ќе имаме можност ние подобро да мериме. И сега, бидејќи се уште имаме рамнодушност, како што спомна, не сме како Турција или можеби некои други земји каде што секој поединец живее за туризмот и учествува на некој начин. Ние познати сме по некои приказни или за нетрпеливост и така. Посебно на најатрактивната дестинација, тоа е Охрид, нели Скопје и Охрид се најпосетуваните од странски туристи пред се. И верувам дека за охриѓани тоа е затоа што нападот од туристи го чувствуваат како напад на ова нивно убаво место кое што нели не треба да се рента туку така, а не би требало да биде така, треба да се менуваме и во тој поглед. Сакав да прашам што рекламирате, значи на тие саеми, дали Македонија генерално, дали Охрид и Скопје и Крушево, кои се дестинации, како да ги донесеме туристите и во другите убави места? Еве Кратово е
место кое што Ти локал патриот сега Па не телевизија. Крушево дека го спомнате. Добро, добро. Ама нема туристи, има ли туристи во Кратово? Има. Проблемот со помалите места кај нас е што немаме регистри за приватно сместување. Едноставно ние не можеме да ги изброиме собите издавачките да кажеме апартмани или кревети ако тоа не може да го направи самата општина. Кратово се развива многу добро во туризмот. Имаме ние многу добри податоци и групи кои што го посетуваат Кратово, но за жал само на еден ден. И тука е проблемот. Не треба да пропатуваат, треба да останат. Бидејќи тогаш луѓето ќе го видат бенефитот од туризмот. Ако пропатуваат на неколку часа, тогаш само ќе направат галама и ќе им сметаат. Токму тука е разликата помеѓу Тука е нервозата. И велиме дека јас лично не би рекол дека имаме, можеби имаме некои стари стереотипи кога е госто љубезноста или гостопримството. Јас би кажал дека сите треба да се потрудиме да извадиме некои стари папки и да воведеме некои традиционални работи од нашето поднебие. Токму тоа по тоа и се разликуваме. Тие не сакаат да дојдат во кај нас и да пијат виски. Тоа го имаат и кај нив. Или не знам, еве во овој случај се извинувам, ќе кажам бечка шницла. Го имаме на менијата сегде. Сакаат сосема некои други работи. По тоа што ќе биде карактеристична самата дестинација. По тоа да земат магнет за на фрижидер, да имаат добра мапа, да видат каде што треба да видат, да им биде љубезно наплатено и исто така многу важно да имаме водичи кои што ќе ја кажат истата приказна секогаш кога ќе дојдат истите луѓе. Бидејќи ние имаме 10 водичи, 20 приказни. Така? Може да се Да. Ја не знам кои се изгледа. ја не знам кои се очекувањата на туристите. Твоите очекувања бонусна плата за прашањето за Кратово, претпоставувам дека Зашто си љубоморен? Не, многу ми беше многу ми беше симпатично. Да, можеме да продолжиме за Кратово. Да, многу позната дестинација. Еве веќе бонусот да го зголемиме. Да го зголемиме бонус. Градот на кулите и мостовите. Ние неколку пати го посетивме. Убаво е затоа што се поголем број на туристи, но индивидуално, а исто така и во мали групи, што е многу позначено отколку автобуски и масовно, го посетуваат Кратово. Еве еден апел до Кратово и до кратовчани, да ги отворат своите порти, да ја покажат прекрасната традиција што имаат, архитектура и добра храна или кратовска пастрмајка, мислам дека така беше. Чинам дека е веќе ставена тука и токму тоа да го понудат на групите кои што ќе дојдат. Многу голем број на групи доаѓаат од Полска, од Русија, Полска, Русија, Германија и тоа се претежно традиционални гости во тој дел. Во тој дел секако и бугарските групи кои што пропатуваат, транзитираат, но покрај транзитирањето и остануваат во тој дел на нашата земја. Добро, ќе ве чекаме се вратите од Хрватска, па пак да не бидете гости со материјали од таму. Генерално можеме да се задоволни дека работат одинарно и во Кратово и во останатите градови во Република Македонија. Да. Ви благодариме. Да, и благодариме на вас. Дека сериозно се занимавате со сево ова и професионално. Па ние чекаме повторно да дојдете со уште поголеми проценти бројки, па и овие милиони кои што ги раскажате. Еве сосема за на крај да кажам дека предвидувањата и нашите очекувања, ние би биле задоволни како агенција ако имаме 1,3 милиони туристи во 2019 година, да се приближиме кон бројката од 4 милиони ноќевање што поблиску и исто така да ја поминеме четворката кога е девизниот прилив од туризмот во нашата економија. Ова што сега така најавува, само држиме за збор. Љуб Чаневски, директор на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот на Република Македонија беше наш гост.